Civil Media. Благодарам, Джабер, за можноста денес да ги искажиме проблемите кои што ги имаме и начинот за борба против корупцијата. Накратко, само Центарот за истражувачко новинарство е формиран пред 5-6 години. Имаме некаде повеќе од 100 и кусур стори во делот за корупцијата. Сме се соочиле со големи проблеми за време на режимот, ништо не е подобро и сега. Значи, главните институции за борба против корупцијата, јас сум повикан овде да зборам во делот на јавноста. Знаеме, има една поговорка во делот за борбата против корупцијата која се нарекува тајнината или тајноста е мајка на корупцијата. Колку институциите се позатворени, толку можноста за корупција е поголема, а најдобар начин за борба против корупцијата во ова ниво е со јавност. И институции, например, како Државната комисија за спречување на корупцијата, Државната комисија за слободен пристап до информациите од јавен карактер се клучните институции кои што треба да ни помогнат на нас новинарите да ја расветлиме таа корупција. За жал, во овој дел ситуацијата е многу лоша. Значи, Државната комисија за спречување на корупција нема членови од 1 март. Државната комисија за слободен пристап до информациите од јавен карактер нема членови од 1 мај. Еден член имаше, тој го ставија председател, нема членови, не може да одлучува, околу 1000 жалби стојат за одлука таму и немаме информации за многу институции што се случува. Има еден правосуден инспекторат, мислам, не знам како се вика точно, кај него стојат со години, стојат барање кои што треба од Државната комисија за спречување на корупција да ги спроведе до институциите, да ги задолжи да ни ги дадат овие информациите што ни требаат. Имаме голема штета од нив, не можеме да се бориме како новинари да го оствариме нашиот дел во општеството за борба против корупцијата. А на крај, целта на секоја корупција, овде се господинот Богоевски и господинот Трајанов, тие се криминолози, знаат дека целта на секоја криминална група на крајот е профитот. Податоците таму се катастрофални за Македонија. Значи, од друга страна, во делот на корупцијата, и тоа ќе го споменав, некни бевме на една конференција во финансиската полиција, Македонија нема тело кое што треба да го координира одземањето на имот од криминални дела. Тоа тело треба да биде во јавното обвинителство, тоа тело го немаме. Податок за 2017 година за Македонија дека се одземени само 416.000 евра од криминални дела во земјата. 416.000 дела. Ова е евра. Само за споредба, во Словенија за истиот период се одземени 320 милиони евра. Словенија е голема колку Македонија, од прилика имаме исти наследен правосуден систем, од прилика нештата се многу слични. Значи, штетите се огромни. А ако го спомена предходно господинот Трајанов дека 5 милиарди евра се изнесени од Македонија, тоа по човек е некаде околу 2500 евра што ни се земени, а ни се вратени само 4 денари преку системот за борба против корупцијата. Самите бројки се индикатори колку сме смешни, да не речем во тоа. Ви благодарам многу. Civil Media.